ете го прочуеното чувство на возење, на патување со автомобил од кинески производител. 2 часа сум во автомобилов, не сум станат. И добивате чувство дека не сакате да заврши патувањето. Значи би возел додека ќе имам гориво. Едноставно ги бива. Има нешто. Има нешто во автомобилот што ги произведуваат кинезите и тоа многу пати досега го имам образложено со нивното вродено чувство за фенг шуй. Ние само имаме приближно представа што е тоа, меѓутоа во основа луѓето знаат да направат како човек да се чувствува пријатно, убаво, згрижено. И се учествува тоа, од амортизацијата, од комфортната амортизација на нормален пат, од отсуството на звуци, до средината, значи до повлекувањето на кокпитот, до тоа тука добивате чувство како да сте на тераса, како да седите на тераса и пред вас имате најубава гледка природна што ви се менува постојано. И тоа е убавината. Досега имам неколку дузини автомобили од кинески производители на тест и секогаш се повторува тоа чувство. Како што нас не бива за музика, за играње, за милион други нешта, за се не бива. Така кинезиве ги бива за тоа да направат да се чувствувате убаво. И од масажа на седишта, грејење, мемории, вентилација, се учествува во тоа. Во материјалите, во формите, нема нешто што е нападно. Не можеме да го објасниме тоа, меѓутоа очигледно не е тоа само мој впечаток, туку луѓе се охрабруваат, се уверуваат дека направиле добар избор со тоа што ќе платат над 30.000 евра за автомобил, за ваков автомобил. За 30.000 евра може што сака човек да избере. Меѓутоа, пак, еве ги овие автомобили, еве го сега и Бајков, уверува дека тоа нешто го имаат кинезиве и тоа им го отвора патот. Кај комфорот обично се оценува звукот, вибрациите, подвозјето, амортизацијата, отсуството на шумовиот, ветрот. Меѓутоа, овие Бајк додаваат уште нешто. И почнува да ви се допаѓа овој автомобил, освојува. Да, навистина, може би на свиоци при подинамично возење нема да почувствувате повратна информација во управувањето. Тука едноставно ви интересира само убаво да го поминете времето.